Забраната за организирање јавни собири и семејни свечености им ги помати сметките на собствениците на бизниси на кои најголем дел од приходите им доаѓаат токму од услугите кои ги нудат за вакви цели. Цвеќарниците, кетеринг фирмите и фотостудијата во Тетово се соочуваат со финансиски потешкоти откако еден период беа и затворени. Горан Ѓоровски, собственик на продукција за снимање и фотографирање, вели дека работата им била запрена токму на почетокот на сезоната. Кога биле откажани ангажманите од март до јуни, тој морал да пронајде решение за ублажување на финансиската криза, па сега работата е пренасочил кон онлайн продажба на производи, но вели дека тоа не донело голем профит. 90% од приходите ги осваруваме преку услугите, а тие услуги се ги реализираме преку јавни собири и најчесто во рестораните. Значи, ние во годината работиме од 3 до 4 месеци и со тие 3-4 работни месеци ги покриваме сите трошоци во текот на целата година. Како почнуваат да се јавуваат и да ги откажуваат ангажманите за месец март, април, па дури и јуни, тогаш сфатив дека ситуацијата станува посериозна и тогаш почувствував првиот страф и паника, што понатамо, затоа што во оваа фирма се вработени тројца со редовна работа и има уште 10 члена кои што работат на терен како хонорар. Дојдов до идеја да ги соберам сите производи, ги сликав, направив една страна каде што ја промовирав и почнав тие производи да ги продавам онлайн. Тоа секако не донесе некој голем успех. Први на удар на рестриктивните мерки беа угостителите. Постојат најави за отварање на угостителските објекти, но собствениците велат дека ако работат со помал капацитет, ќе мора да го намалат и бројот на вработени, а помалите објекти можеби и ќе се затворат. Се збори уште у угостителската фела, значи у нашиот сектор, дека многу од тие што се ситни, што работат месец за месец, нема да издржат уопште. Со самиот збор пола капацитет работа, автоматски иде пола капацитети на персонал. Народот е прво потроши. Значи, најголемите потрошувачи ни се приватниот сектор. Тој приватен сектор сега е на стаклени нозе, кажем. Како работа, што работа и што можеме да очекуваме од кога ќе отвориме. Може би овој народ, што 2 месеца ќе биде во изолација, психички проблем ќе сака да излезе. Знак прашалник е колку ќе има средства за да он потроши во ресторан. Се очекува владата идната недела да го донесе планот за отворање на угостителските објекти, но тоа ќе зависи од епидемиолошката состојба и почитувањето на мерките.